долго време, вече си едно 10 години, работам на проектот на странските воени споменици во Македонија, од Првата светска војна, од Балканските војни и од Втората светска војна. Речи си да нема место на фронтовската линија каде што не сум бил лично да го видам. За мене би било изненадување да не сум бил нешто. А сега беше нешто да се каже. Кој човек не може се разнае. Последица на тоа истражување е книгата која што е објавена странски воени споменици во Македонија на македонски и на англиски. 20 нации оставија своји споменици во Македонија. Она што се неделата водител да има да прочита е нешто што досега го нема видено. Па речи си никој. Тоа се првобитниот споменик во Битола со крст на кој што испишан овој текст на француски јазик. Потоа никнаа другите споменици и се изгради комплексот на француските војни гробишта и сега меморијалниот центар. Ама ова е темелот. Одовде почне и ова ќе си најде место меморијалниот центар да се договорите заедно со домакините што го градат. Ова е оригинален архивски документ од мојот институт за национална историја и историја. Тоа беше повестието. Според најновите научни и теренски сознанија на територија на Република Македонија од периодот на Првата светска војна, 20 странски земји имаат такви воени споменици, спомен кратви, спомен плочи, остатоци од фортификацијски воени објекти и други видови на воени споменици, спомен обележи и воени објекти. Не еден, не два, 20. И сите се споменати и се обработени кои што можеме да ги обработиме доцна. Борбите на Македонскиот фронт, како што беше кажано, започнале на 5 октомври 15 година, кога британските и француските сили почнаа со истребувањето на Солун со цел напад на Австро-Унгарија и Германија од југ кон Србија, да се спојат со Србија. По овој план не успеа и Србија беше окупирана, остана да се спречи Балканот целосно да биде окупиран од силите на Тројниот пакет. Македонскиот фронт, но некои кругови сметани како спореден фронт или пак заборавен фронт, по своето време траење и жестокоста на борбите бил своевидна тригодишна балканска или чисто македонска борба. На Македонскиот фронт противставените сили изградиле одбранбени позиции на местото на борбите, утврдени со бункери, скринници, набивашници, изработени од најцврст материјал и засилени со пречки од добритава жица и ници на експлозивни напади. Тоа најдобро може да го видите во Дојан, каде што бугарските бункери се по 1 метар дебел, арматурата е по 10, по 5 см. Колку била силна фортификацијската правна позиција. Кога пред нешто повеќе од 100 години на територијата на денешна Република Македонија, на живописниот предел по линија на Македонскиот фронт се воделе жестоки борби од Првата светска војна, и кога враговите и јадници војници ги оставили своји млади животи, никој тогаш, фали подоцна, не ни помислило дека Република Македонија својата европска перспектива и меѓународна афирмација ќе ја гради токму преку по наводници промоцијата на меморијалниот туризам. Но денес Република Македонија се обидува да го афирмира македонскиот пейзаж на конфликтот како по локални, републички, а така и надвор европски рамки. Како и да е, овој несекојден вид на културно наследство најмногу ги рекламира и промовира граничните општини, особено пасивните крајишни типот на Македонија. Како што се, како места каде што туристите може да уживаат во чистиот воздух и прекрасните природни бариња на Херман Чалан, да ги посетат гробовите и местата каде се борели и оставили своите животни видливи најмило. Валоризацијата на културното наследство од Првата светска војна на територија на Република Македонија, согласно моите стекнати истражувачки искуства од теренот, може да се оди во неколку фази. Првата фаза од работата на овој план треба да има своја цел – вреднување на културното наследство и промоција на историските настани од Првата светска војна. Тоа војадно е можност за имплементација на теренскиот меморијален туризам. Ова првобитна фаза покрај научното и теренското истражување и визуелно представување на спомениците и градбите
и одбележувањето на патеките за споменици, пословувањето на клубите и знаците на македонски историја на светски јазик, кои упатуваат и објаснуваат за остатоците од војните гради и за природните бази. Покрај тоа, во ова богато историско и културно наследство, потребно е изработка на богати аргументирани датотеки, како бази за податоци, кои понатаму ќе се црпат податоци за соодветна афирмативна презентација пред домашната и пошироката јавност. Беше кажано многу предходните дискутанти дека малку е афирмиран овој пейсаж на конфликтот во Македонија. Ете една можност и на овој начин да се афирмира. Втората фаза требало да офати поголем број на практични активности, како што се организирање на школа на теренска презентација, школа за фотографирање на пейсажот, кажам, беше тука воена сликарска школа во тој период, работилници за пострушување на мултилингвистички и туристички водичи и работници, добро организирање, осмислување и функционирање на соодветен пропаганден материјал на македонски и светски јазици, како и организирање на пешачки тури за планинари, возење велосипед, етнокултурата и наслужалната традиционална храна, само ќе се надополнат со другите слични активности кога посетителите дојдат таму. Нераскиден дел од овие активности поврзување со домашните локални култури, споменици и спомен гради, ценното културно наследство како што се црквите, манастирите, природните реткости, фолклорните и гастрономските специфики на местното население. Моите досегашни искуства и пракса покажа дека претходно е нужно и неопходно расчистување на непродите и тешко достапни места, како и деминирање на теренот од остатоците на ниско-експлозивните средства за останалите војни. Самиот, дозволете ми да кажам, колку пати сум отишол на терен и мини сме наоѓале пред мене. Што да направиме се? Да поминеме преку медицина? Дали да ја фатиме, не смееме да ја фатиме? И така натаму, се уште стојат такви ниски експлозивни средства по целата линија на фронтот. Не смееме туристот да го однесеме таму и да го изложиме на опасност. Претходно нешто мора да се случи. Ајде вие истражувачите ризикувате. Бидејќи одевме со воена делегација, со воени джипови, така да го беше проект. Почитувани присутни, денес кога се одбележува 100 годишнината од Првата светска војна и 100 годишнината од формирањето на Македонскиот фронт, овој највеќе граничен дел на Република Македонија не само што стана интересен за семејствата на жртвите од војната, туку и за проучувачите, со што се отвора можност за вложување на европски средства во развој на културно-историскиот туризам во општините на чиите територии се наоѓаат овие артефакти и градови. Така, местата каде што се одвивале борбите од Македонскиот фронт во најно време се почесто ги посетуваат не само туристи од Србија, Бугарија и од Франција, и особено од Долна Нормандија, така беше кажано и така е, а нив ги посетуваат и за нив се интересираат и голем број дипломати и туристи од сите останати нации учеснички на фронтот. Рековме 20, барем за сега. Основна цел на овие добронамерни посетители е запознавање новите достапни и најновите места, каде што војувале нивните прадедовци и дедовци. Така, например, кога денес еден век од Првата светска војна по Македонија шетаме по регионот на Пелисте, Барчалан, Ошо, Беласица и Гојра, ги следиме патеките на бојното поле, висините на планините, и се уште можеме да видиме и да најдеме бројни остатоци од времето на оваа голема светска војна, речици на секој чекор. Тука тишината и мирот на планинскиот свет ни присилуваат разгледувањето во денешно време да го споредиме со одамна прекинатиот пукот на оружје и заглушувачката врева од незнаносните војни судри и жестоките петролиствени борби. Областите кои се раскопани од шрапнелите на гранатите се испреплетени со бројни ровови и пештери, кои нема сведочат за стражањето на войниците, кои секојдневно губеле своите млади животи тука во оваа за нив позната земја Македонија. Војните гради и гробови од Првата светска војна се материјални гробици за едно трагично време и настани кои оставиле зад себе сериозни последици од првата половина на вековето. Тие представуваат историски споменици за еден турбулентен историски период, кога големите европски држави своите интереси и недоразбирања ги решавале со сила на оружјето, дури и надвор од мантичната земја. Па зошто во Македонија? Зошто? Зошто тука? Зошто токму во тоа време? Ама ете дошли тие млади луѓе и тука оставиле свој живот. И не сега истражуваме причини и остатоци. Според нашите сознанија, 20 странски земји има вакви војни споменици обележени на територијата на Република Македонија со преку 200 најразлични војни споменици спомен обележени и војни градови. Тие го поthрануваат и освежуваат сеќавањето кои делови се уште се присутни кај нас и кај посетителите на истата.
Сепак, споменици од тоа далечно време на свој специфичен начин информираат, проучуваат и порачуваат такво нешто да не се повтори. Почитувани присутни, се повеќе изразен и растечки международниот интерес за заштита и конзервација на војната археологија на оно што во културната историја е познат како пейсажен конфликт. Со Женевската хуманитарна конвенција од 49 и 77 година, земјите членки се задолжени за гинатите припадници на странските армии да ги погребат, а гробовите да бидат уредно одбележени за да може секој што ја видне. Оваа насока во 2005 година Меѓународниот совет за споменици и локации го формира подкомитет од Меѓународниот совет за тврдење и војно наследство и со форма со посебна надлежност за заштита на војната археологија и советување на УНЕСКО. Овие меѓународни институции имаат специјална задача да се занимаваат со зачувување на војната археологија и културното наследство и принципите кои го градуваат статусот за зачувување. Република Македонија преку своето Министерство за труд и социјала, замислете тоа, не Министерство за култура, преку Министерство за труд и социјала, ги почитуваат сите позитивни светски домашни законски прописи од оваа проблематика и води регистер на странски воени споменици. Там, во тоа Министерство за труд и социјала, која за жал, јас го посетив, ве видов, затоа велам за жал, не е оформен тој регистр, го нема, не постои. Тоа е до една фаза на една проста собирачка работа, али никако не можете да добиете поучна информација. За жал, тоа е тоа. Моја констатација и ја подкрепувам со тоа што да го посетите тоа министерство. Да го побарате регистрот, па ќе видите дали наистина е така или не. Музејската изложба на пейсажот на конфликтот на Македонскиот фронт на теренот нема ни раскажува историски настани во текот на Првата светска војна. Преку него се раскажува и приказната за војување во планините, кои особено беа немилосредни во зимските услови. Најтешко беше на војниците зима. Кои беа на војниците на овој заборавен фронт, на Камакчалан, на Дојненското езеро, на Свиокот на Црна, на Расуманските падите и на други места. Но во ова и околу Карпите, кои што се таму како одбранени позиции, ги наоѓаме заборавените остатоци белези од ова крваво војно поле. Тука посетителот се чувствува мал и осамен. Во овој мал дел од Европа се наоѓа земјето културно наследство, чија посета посетителот се здобива со незаборавни печатоци, кои ќе ги добие секој оно што ќе се искачи по долината на река Црна, во висина до преку 2000 метри на река Чалари, но при тоа мора да ги поднесе над човечките напади на искачување на страните, така да изгледат несогласни. Сакав тука малку да бидам убедлив. Физички напор треба да се качите поле, да истражувате. Шипрази од трњаве чекаат. Да не зборуваме други опасности, ама истражувачот е тој кој што сака да го види тоа, затоа оди таму. Имаше места кај што ние не можеме да ги прочитаме спомениците, па самите ги чистете. Писан камен, речено, едно место е регресија правилно во Бидола, кај што има 3 јазици на каменот напишано. На француски, на англиски, на бугарски. А се работи за едно командно место кој паѓа во едно место, од едни раце во други раце. А целото е во Шипрази, во Грмушите. Почитувани присутни, во тригодишниот временски период 15-18 година, на пределот вдолж линијата кај началот Фурчи Дојран и Беласица, се протива еден од градовските фронти кои имат своји тукашни локални специфики, како што се градови, галерии, утврдувања, патишта, водоводи, шаторски населби, гробишта и бројни други објекти, изградени од страна стотици и мегаполици од местното македонско население, заедно со војниците и командаци. Дури и денес, остатоците води структури сведочат за фактот дека македонскиот фронт многу нешто се разликува од западниот и од источниот. Непреодноста и природната непристапност на овој тип терен, во кој превладуваат планини карти, прискува по најголем дел да биде сочува во автентична форма, токму поради тоа што не пристапува повеќе, и не се трансформира во аграрно подрачје, никој не се жито, таму никој не одгледува овошно. Затоа што не пристапува. Затоа трагите на војување тука на љубово се зачувани се до ден денес. Тој степен што тие представуваат културно наследство од исклучително значење што сведочи за трагично проглање не само од македонската и локалната култура и европската историја.
Со цел да го зачува и заштита презентираат пейзажот на конфликтот како културно наследство на македонскиот фронт, граничните градови и места започнуваат да се самоорганизираат. Седиштето со Центарот за информација се Битола, Гевлевија, Општина Новаци, Општина Бело, Општина Баландов, Општина Струјица и други места. Тука се изготвуваат првичните информации, се прават тематски изложби, достапни за посетителите и се изведуваат опитни зафити за градување на спомениците спомен обележјата како музеи и на отворено. Се лоцираат бројни историски културни природни точки во аграрот на пограничниот регион, во должина од околу 230 км, кои се протегнува на ливото на македонското флора на Република Македонија. Убеден сум дека наред се и зафатите околу едуцирање на стручни музички мултилингвални водичи, опремени со соодветни историски карти, дивизи каталози, пропаганден материјал, кои ќе дават условни фотографии. Може малку да скажа, нема да се значи. Вакви слични неистини на широк цела линија на македонскиот фронт од страна на Република Македонија. Исто така, во поголемите населени места вдолж границата, а и во границите села, има бројни приватни збирки кои може да се посетат, а локалното население ќе ја представи историјата и судбината на овие места, биде да извличат индивидуален начин на презентација. Не ми замеря малка алокација. Двајца француски авиатичари загинале кај реката Црна. Тие двајца француски авиатичари биле погинали со авионот на Свијова на Падна. Авионот се скрши и тие тука загинале. Сега француската страна започна подград по двајцата авиатичари, кои се тие, кои се имињата и зошто се тука падна. Оваа историја потоа премина со истражувачки дел, кој заврши откривме нешто заедно со војната аташе тогашно на амбасадата на Република Франција, полковникот Туда и Берже, само тоа се сеќавам, успеавме да ги лоцираме двајцата и таа историја полека ја разоткривме. Ама тоа е многу малко, едно делче од таа историја. Колку толку нешто сепак се откри како документи кои можеме да ги најдеме. Друга е приказната што мариовци стално ќе ги кажуваат дека таму и таму има вина и вина закопани по рововите, кои се стави толку и толку и вредат толку и толку. И наистина ги наводат и вреденец. Француско прекрасно вино. Да речем можност кој го чув од самите изворни податоци кога бев на терен. Затоа велиме помага и самите локални жители да се афирмираат на овој начин. Овој дел од македонскиот фронт. Полето со натурни крстови знаци, секој знаење незнаен посетител и намерно да остане безборен. Што не му преостанува во една таква состојба, освен љубовно да шета од гроб до гроб, да ги чита имињата на тогашните војници момчиња од загубената генерација од романите на Ерик Марија Реман, кои како од робовите на македонскиот фронт да предлагаат наместо државите да дадуваат, победникот да се определи по физичка причина траковците на нација. Ама не било така. И на млади траковците биле во свој положај. Овој европски дух, француските, англиските, германските, унгарските, австрийските, романските, турските и други амбасадори во Република Македонија и посетуваат нивните култни места, испраќајќи лука на пораки дека минатото го остават за себе и се стартуваат од марка на мир, разбирање, толеранција, заедничка европска идеја. Пораката пак на загинатите војници од сите 20 нации му покажува на светот што може да донесе повелањето, а што простување. Резултатот на конфликтите од една страна се гробовите на милиони луѓе овде и радници од Македонија, кои загинале од Втората светска война, а од друга страна е простувањето, чиј резултат е денешната победина на Европа. Уште една минутерија завршувам. Изненадени беа некои амбасадори кога го открија дека и нивната земја споменичка република. Например, Австрија. Огромни спомени дигнат кај село Дебреште, општина Росово. И кога успеавме да го пријеми и го објавивме, тие беа фасцинирани дека и тие се спомнати. Арнова таму има 4 нации на споменикот спомнати. Австрија, Унгарија, Германија и Турција. Јас потоа бевме неколку пати, едно 5-6 пати до споменикот со сите амбасадори, тоа е сега освежен, заокружен.
на некој начин ја афирмира општината каде што се наоѓа општина Росово заедно со началникот и така. Ете како може да живееме заеднички во любов соживот, да се афирмира Македонија, без зашто да покрива културното наследство, а и самите земји, учеснички во Втората светска војна, да ги негуваат и овие спомени се кои служуваат на ова крвава војна од македонската страна. Дозволете ми на крај да се заблагодарам на културното домаќино од Центарот за научно истражување и промоција на културната крајност и особено на директорот Васил Родинов, која ете и со оваа конференција неседично помогна во афирмација на културното наследство на Република Македонија.